Сите земни основи ке се разнишат, синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, греших пред тебе и пред небото. Се што ми треба е твојата преградка. Прости ми, Отче, греших пред тебе и пред небото. Судите ме праведно, во гревот пристрасно. Не пазите на сиромат, праведен и беден. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Мир вам, татко мој, ти благодарам за твојата љубов, за твојата милост, за твоето трпение. Ти благодарам што ме создаде, по Божиот образ ме создаде. Ти благодарам што ми даде слободна волја, за да можам да го изберам патот на Исуса, патот на љубовта, патот на твојата милост, да се усовршувам во љубовта, да патувам по тесната патека што води кон животот и да бидам син Божји, да се вратам во Божјото царство, во духовното царство на небесата. Нека секој збор и секоја буква и секој слово и секој глас што ќе го изговарам бидат во сила, во дух и вистина. Ти зборувај низ мене. Отвори ми го срцето за твојата љубов. Денес ќе читаме за Лука 19 глава, послание на апостол Лука. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И ете еден човек по име Закхеј, кој беше началник на цариниците. Знаете, постојано го имаме тој термин цариник, оној што продава, што царини, што мери, началник на цариниците и беше богат. Беше богат во што? Не богат, да не се богатееме на земјата е пишано, туку да собираме богатство на небесата. Значи беше земно богат, но сепак видите што направи, настојуваше да види, значи слободна волја, настојуваше да види кој е тој Исус, но не можеше од народот, зашто беше низок по раст или низок по дух, значи не можеше. Затоа потрча напред, проаѓа Исус, минува, се качи на една дива смоква. Татко мој, зборувај низ мене, ти зборувај низ мене, да видам оној што е пратен. Се качи на една дива смоква за да го види. Значи, кој ќе го види Исус и поверува во него? Да живее живот вечен. Но што значи да го видиш Исус, тоа е друго. Дали само да го видиш физички, или да го видиш внатре во твоето срце, или да го видиш духовно, или да го видиш во братот свој, да ги љубиш сите. Значи, затоа потрча напред, се качи на една дива смоква за да го види Исуса, бидејќи покрај неа требаше да помине. И Исус пак, кога дојде на тоа место, погледна нагоре. Значи се е запишано, се знае, Господ е се присутен, знае се, гледа се, еден ден ќе застанеме пред него, пред суд. И тогаш нема да не праша дали имаме деца, дали имаме пари, дали имаме куки, дали имаме книги напишано, дали сме направиле она или ова, тогаш ќе не праша дали сме имале љубов и дали воопшто имаме љубов. Ништо од овој свет не носиме само степенот на љубовта кон другите. Колку љубов сме имале, голи доаѓаме на овој свет и голи заминуваме.
Isus pa koga doјде на тоа место погледна нагоре, го виде и му рече: Закеј, Закеј, пазете, слези побргу. Слези побргу. Од што? Од смоквата. Зашто денес треба да бидам во твојот дом. Слези, качи се, слези. Бродот на Ное, се качуваш, слегуваш. Си се качил на земја, станете да си одиме од овде, им вели Исус. И тој веднаш слезе од смоквата, качен на дрво, и го прими со радост. Едај како се прима Исус, го прими со радост. Ете, имам еден колега, има проблеми, го боли грбот, се молиме, се расплака, прв пат почна да се моли, иако претходно сме доаѓале до некоја состојба. Имам едно друго дете, се молим, исто така има некоја телесни проблеми. Тој со отворено срце се моли со радост. Почнуваш со солзи, а завршуваш со радост. Покајување. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Значи, Закеј слезе и го прими со радост Исуса. Радоста ваша да биде полна. И сите кога го видоа тоа, негодуваа и рекоа: отиде да гостува кај грешен човек. Отиде да гостува кај грешен човек. Луѓето брго осудуваат, знаете, дури и Христовите ученици, кога не ги прима самаријанското село, ако ја памтите таа метафора, парабола. Велат: сакаш ли, Исусе, да се помолиме Јаков и Јован, да се помолиме да им фрлиме оган од небесата, да ги изгориме? А Исус им вели: вие не знаете, ги укори Исус, каков дух, од каков дух сте вие. Знаете, Синот човечки не дојде да погубува души, туку да ги спасува. Отиде да гостува кај грешен човек. А Закеј застани, му рече на Господ: застана. Застани пред Исус, застани пред Бог, застани пред семокниот татко. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Еве што му рече Закеј, Лука 19:8. Господи, ете половината, не целиот, половината од својот имот ќе го дадам на сиромаси. А ако некого сум оштетил, четворно ќе вратам. Четворно се враќа. Четворно. Си правел она, си грешел, потоа одеднаш те боли нешто, паѓаш болен, имаш време четворно да отплатиш во болката или да се покаеш, да му го предадеш животот на Исус, да се покаеш за гревовите на твоите предци. Четворно ќе вратам. А Исус му вели на Закеј: денес дојде спасението во овој дом, и во овој дом, и во овој дом, и во твојот дом, и во твојата душа и срце. Зашто тој е син Аврамов, Аврам кој има завет со Бог, да го обрезува секој машко дете. Го обрезуваат евреите и муслиманите, но сепак се тепаат и се убиваат. Сепак се тепаат и се убиваат. А Исус вели, односно Отецот Небесен кој пребива во Исус: војната не е ваша, туку е Божја. Или пак македонците кои го повикаа Бог, а сепак страдаат, затоа што не се доволно покајани, затоа што се надеваат на луѓе, затоа што прават идолопоклонство кон се, кон водачи, кон партии, кон историја, кон своето име. Ке изберам народ да го прослави, вели Исус, моето име. Зашто Синот човечки дојде да го побара и да го спаси она што е загубено. Исус дојде. Што е загубено? Па сите вие што не сте го примили Исус сте загубени, бидејќи од духовниот свет сте паднале на земјата, фрлени сте заедно со сатанската природа, спротивставена на Бог, во слободна волја кога ќе бидете луѓе да го изберете Исус, да научите да љубите, да се усовршите во љубовта, да бидете љубов како што е Таткото Небесен. Љубовта Негова е вечна. Љубовта Негова е вечна. Бог е љубов и кој пребива во Отецот, во Бог, во Исус, пребива во љубовта. Бог е вечен, ништо друго не е вечно. Ни смртта, ни проклетствата, ни вечниот пекол, како што го нарекуваат. Во вечен пекол си кога си се додека си спротивставен на Бог, но кога ќе повикаш кон Бог, не заборавајте, пишано е дека и Јуда се покаја, ги врати парите. Потоа се обеси. Тоа е метафора, проклетството, кој виси на дрво, проклет да е. Но ние не знаеме. Зашто во Исаија е пишано и понатамо: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, вели Јован.
A Isaija veli, со очите не гледаат, со ушите не слушаат, во духот Господов вели, и со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелам, да се покајат. А на оние што го слуша ова, и на вам, им кажа една парабола. Евите, он зборува о параболи во слики. На едно место вели во Откровение, во Содома и Гомора и Египет, што духовно се нарекуваат. Беше распнат Исус, продаден, убиен. Значи во Содома и Гомора и во Египет. Содома и Гомора е блудството, Египет е власта и парите, на кои секој ден им се поклонувате. Ме канат да влезам во една политичка партија, во друга. Не можам да служам на Исус, не можам да одговарам за човечки слабости. Не можам да одговорам за постапките на други. Кога давате согласност на некоја политичка партија и издружение што врши зло, вие сте соучесник со злото, вие сте дел од сатанското ткиво. Како што има Исусова црква, така има и сатанска црква заедница. Тоа се сите оние кои не го примиле Исус. Пишано е дека сатаната е фрлен на земјата. Погледнете колку нељубов има околу вас, посебно во Македонија, секој против секого. Армакедонести ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. И на оние што го слушаа ова, им кажа и една парабола, бидејќи беше близу до Ерусалим. Ерусалим е местото каде што почнува црквата Исусова, каде што завршува и каде што почнува дојди во Македонија и помогни ми. Ако нешто не разбирате, ќе го научите по патот. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тие мислеа, по кој пат? По тој по кој што врвите. Ако одите по широкиот пат, со страдание и болки, болести и страдања. Ако одите по тесната патека, ќе се усовршувате во љубовта и се повеќе ќе пребивате во љубовта и ќе бидете љубов. Близу до Ерусалим, тие мислеа дека веднаш ќе се појави Царството Божие. Има луѓе купуваат гробови во Ерусалим. Таму се погребуваат, бидејќи мислеа дека тука ќе воскреснат мртвите. Мртвите, телото оди во земја, душата оди на суд пред Бог. Па рече еден благородник, Исус заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе. И потоа да се врати. Тогаш ги повика своите 10 слуги, им даде 10 мини и им рече, тргувајте со нив, додека да се вратам. Значи ти имаш нешто дадено и треба да тргуваш со него, наречено да општиш, да собственикуваш. Но граѓаните го мразеа и испратија по него пратеници, велејќи не сакаме тој да царува над нас. Ако е тоа метафората за Ерусалим и распнувањето на Исус од писмознанците, фарисеите, садукеите кои го знаеа писмото, и тие ги дадоа парите на Исусот, тој нив ги врати, со тие пари е купена гранчаровата нива. Кога се врати по примањето на царската власт, Господарот, пазете, благородникот, нареди да ги повикаат оние слуги на кои им ги беше дал парите, за да види кој колку спечалил. Пари, таланти се викале во античка Македонија. Парите. А кога се врати, дојде првиот и му рече Господаре. Пазите го односот Господар, собственик. Значи, тоа е собственоста твоја чија е. Ти си присутен овде на земјата. Мислиш дека имаш живот кој ќе почнеш да паѓаш и дека имаш сила, сваќаш дека силата некој друг ја дава. Значи, собственикот. Дојде Господарот. Твојата мина заработи. Првиот ти му рече, Господаре, твојата мина заработи 10 мини. Ти дал, што си направил со љубов и со твојот живот? Дали заработи 10 мини? Дали направи некое добро дело во името на Исус? Или си живееш сам за себе, мислиш дека животот е твој? Дали ти си припаѓаш сам на себе? Тогаш припаѓаш на сатанското ткиво спротивставено на Бог. И му рече Исус, добро верен слуго. Во мала работа беше верен, еве ти власт над 10 градови. Им покажува сликовите за да разберат како функционира, суштествува законот на љубовта, колку љубов даваш. Колку луѓе носиш до Исус, толку повеќе добиваш. Дојде вториот и рече, Господар, јас му припаѓам на Исус Христос, на сите им го кажувам тоа кога ќе дојдеме во некоја состојба, се расправаме. Не припаѓам на земниот свет, јас не сум од овој свет.
станете да си одиме одовде, вели Исус. Дојде вториот и рече, Господаре, твојата мина заработи 5 мини. А тој нему му рече, и ти биди над 5 градови. Колку љубов си вложил, толку ќе добиеш. И друг дојде велики, Господаре, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Господаре, еве ја твојата мина. Ти дал живот, ти ништо не направи. Што ја чував заврзана в крпа, душата си ја чуваше за себе, само за себе живееше. Не љубеше никого. Зошто се плашев од тебе? Зошто, бидејќи си строг човек, земаш од каде што не си оставил и жнееш каде што не си сеел. Зашто еден сеја, друг жнее, пишано. Вие мислите дека вие сеете и вие жнеете. Вие сеете, а жнеачот е друг. Дали ќе порасне? Дали ќе порасне, решава Бог, Создателот. И тој мисли дека метафорично земаш од каде што не си оставил. Се мое е твое, ти немаш ништо твое, создаден си од кал земја. Во душата ти е дувнат дух животен, ако го разбереш тоа дека немаш ништо свое. Дека тоа што мислиш дека е твое му припаѓа на Исус и ти вршиш прелюба, го избираш сатанското ткиво, се уште си спротиставен на Бог, се уште не си го спознал Исус, се уште не си разбрал за љубовта. Што значи да бидеш љубов? Па да бидеш возлюбен. А тој му рече, со твојата уста ќе ти судам. Пазете, луѓето зборуваат се и се што не размислуваат. Ова, она. Стави ми стражар на устните мои, татко мој, да не изговорам ништо што е вон твојот закон на љубовта. Амин. А тој му рече, со твојата уста ќе ти судам, лукав слуга. Исус дојде да служи и вие треба да служите во љубовта. Ти знаеш дека сум строг човек, земам од каде што не сум оставил и жнеам од каде што не сум сеел, зашто ти не го разбираш духовниот свет и мислиш дека имаш нешто твое. Тогаш зошто не ги даде моите пари кај трговците? Па кога ќе се вратам, да си ги соберам со се добивка. Што вложи, што направи од својот живот? Живееше само за себе, ги љубеше само тие најблиските. Може би ни тие. Немаш љубов. Кога ќе дојдеш горе пред Исус, кога ќе те прашаат, нема да те прашаат колку куќи имаш, колку пари, колку имот, што си бил, како си бил, колку книги си напишал. Ќе те праша Исус, Отецот Небесен, колку љубов има во твоето срце. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш зошто не ги даде моите пари, па им рече на присутните, земете ја од него мината и дајте му на оној што има 10 мини. Кој има ќе му се даде и ќе му се придодаде. Кој има љубов, кој нема ќе му се земе и оно што го има. Ако немаш љубов ќе ти се земе, силата ти се зема, на крајот паѓаш болен, имаш време да се покаеш. Фала ти, Господи Исусе Христе, ме носи до луѓе кои доаѓаат до крајот. И гледам кога ќе падне, како гордоста се топи, како стануваш мало бебе и дете и викаш кон Исуса, како плачеш кон Исуса во болките, во страдањата, кога се ближат деновите на твоето представување пред Бог, да се спаси тоа што е загубено, да го спаси тоа што е загубено. Беш загубен и го најдов. Беше мртов, а оживе. И му рекаа, Господаре, тој има 10 мини. Господар, значи јас му припаѓам на Исус, не си припаѓам себе. Тој ме создал, тој ме пратил, тој ми дава живот. Тој е долготрпелив, многу милост и благо. Тој е љубов, се присутна љубов. Он вечно не се љути, иако некои деноминации, например, веруваат дека има вечно проклетство, тогаш испаѓа дека Бог е вечен и проклетството е вечно. Не вечен е само Бог, Создателот, Отецот. Неговта љубовта негова е вечна. Сето друго е спротивставено и кога ќе се промени состојбата и ситуацијата по Божја волја и по собствениот избор, по твојата волја, слободната волја, тогаш ти се враќаш во Божјата љубов. Ви велам дека секому што има ќе му се придодаде љубов, а оној што нема ќе му се одземе. Лука 19:26, она што го има. Тоа што го имаш, а што имаш ти, немаш ништо. Имаш една душа која не е твоја, во која е вдахнат дух животен. Бог е самиот живот. А оние мои непријатели што не сакаат да царувам над нив, доведете ги тука и погубете ги пред мене. Покажува за сите оние што не прифаќаат Исус да царува над нив. Погубување значи кога ти самиот се погубуваш, немаш сила, излегуваш од законот на љубовта. Ти немаш сила само од себе, силата ја дава Бог, Создателот. Љубовта е сила Исусова, има една песна. Љубовта е сила Исусова. Кога го рече тоа, тој тргна понатаму, искачувајќи се кон Ерусалим.
Искачувајќи се кон Ерусалим. Пазете го овој збор. Знам дека во библиските школи, книгите библиски се преведуваат и по некој збор, но кога во духот ќе ги отвори, татко мој, кога ти ќе ги отвориш во духот, се разбира, се искачува во Ерусалим. Ерусалим е метафора на првата заедница на Христовата црква. Се искачуваш степен по степен, чекор по чекор, действувајќи во љубовта. И кога се приближи до Витфагија и Витинија, до така наречената Маслинова гора, испрати 2 ученика, велејки: одете во село на отспротива, штом ќе влезете во него ќе најдете едно врзано магаре, кое ниеден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако ве праша некој зошто го одврзувате, кажете му вака: тоа му е потребно на Господа. Ете се покажува Божјата волја. Магаре кој врши одредена служба, кој служи. Некој ќе дојде со конј, но тој бика со магаре. Ете, магаре, како да рече, животно кое се товари, на кое се товарат за носење. Некогаш служи за подсмев, кое се качува. Може да се искачува. Пазете. И кога отидоа испратените, најдоа како што им беше рекол, и кога го одврзуваа магарето, стопаните негови им рекоа: зошто го одврзувате магарето? Тие одговорија: потребно му е на Господа. Послушност, задача, извршуваш, се случува. Потребно му е на Господа. Потребен си му на Господа да служиш и да сведочиш за Исус. Тие одговорија: потребно му е на Господа, и го доведоа кај Исус, па штом ги нафрлија облеките своји на магарето, за да им покаже дека е слуга, дојден да служи, царот на царевите, Син Божи, власт му се даде, кој ги дава имињата на народите, кога го повикаа македонците: дојди во Македонија и помогни ми. И помогни ни. Дојди во моето срце и помогни ни. Денеска треба да го повикаме. И го додведоа кај Исус, па штом ги нафрлија облеките своји на магарето, му помогнаа на Исус да се качи. И додека минуваше, тој ги постилаа своите наметки по патот. А кога наближи до подножјето од Маслиновата гора, сето мноштво ученици почна, радувајќи се, громогласно да го прославува Бога за сите чуда што ги видоа. Значи, тие се покрај него, веруваат, ги гледаат чудата, потоа им се јавува воскреснат на преку 250-400 луѓе. Така се расшири христијанството. Тие видоа како Исус се врати, како воскресни повторно беше во тело. За нив, за да разберат, велејки: благословен е царот. Царот. Денеска зборуваме цар, ваков цар, таков. Да, Македонија има еден цар, тоа е Исус Христос, кога го повика: дојди во Македонија и помогни ни. Тоа е нашиот цар. Тоа е нашиот цар, Создателот, Семокниот Бог, кој е љубов, татко на небесата. Видли во Исуса Христа. Благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава во висините. А некој од фарисеи од народот му рекоа: учителе, забрани им на твоите ученици да викаат, да зборуваат, да сведочат. Истото денеска се случува насекаде, каде што ќе се обидуваат да ве потиснат да не зборувате за Исус. Но тој им одговори и рече: ви велам, ако тие замолкнат, камењата ќе проговорат. Камењата ќе повикаат: слава ти, Господе Исусе Христе. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него. По извесен период, кога ќе почнете да раснете во Исус, да чекорите во Исус, ќе ви биде жал за секој град, за секоја душа што не го прима Исус и што заминува. Првото страдање е телесно. Болки, болести да те подсети дека си грешен. Второто е кога умира стариот човек и му предаваш се на Исуса, на Господарот, и ти си негов слуга, условно речено. Молитен војник на Исуса Христа. Третото страдање кога гледаш кога луѓето немаат вера како гинат.
како твојот народ гине од незнаење. И кога се приближи го виде градот, заплака над него. Тоа е било кој град, тоа е Ерусалим. Тоа сте вие, тоа е вашата душа. Тоа е секој од нас кој нема љубов во себе си, кој не сака да го прими Исус. И рече, кога би можел во овој твој ден ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Да го дознаеш она што е потребно за твојот мир, брате и пријателе. Да го дознаеш што ти е потребно, тоа е сокриено од твоите очи, секој од нас, зашто ќе дојдат денови за тебе, и за мене, и за градот, и непријателите наши твои ќе те обкружат со ровови, ќе те обколат, ќе те притеснат од сите страни. Тоа ви се случува, ќе паднеш болен, ќе ти се случи ова, ќе добиеш изневера. Тоа се случува од сите страни и ќе те разорат тебе и децата твои, бегај во името на Исус, и децата твои во тебе, децата твои во тебе, и нема да остават камен на камен од тебе и од мене, и од градот, зашто не го позна времето кога беше посетен. Не го позна времето кога беше посетен. Доаѓаат одредени луѓе ти кажуваат некои работи, не слушаш. Продолжуваш по старо, не го познаваш времето кога си посетен. Време кога си посетен. Потоа нема време, ќе паднеш болен, имаш време да се покаеш. Губиш слабост во телото, некој го губат умот. Телото треба да дослужи. Слава ти, Господи Исусе Христе, ќе те разорат тебе и децата твои во тебе, нема да остават камен на камен, нема да остават, зашто не си го позна времето кога беше посетен. Секој од нас не си го позна времето кога беше посетен. И кога влезе во храмот, почна да ги гони оние што продаваа и купуваа во него. Исус единствено што прави е во храмот. Зборува во неговата црква, тоа е метафора и слика, кои купуваат и продаваат во него. Што? Се. Велејќи им напишано е, домот мој е дом за молитва. Тоа е Исусовиот дом. Вие го направивте разбойничка пештера. Доволно е денеска да погледнете во заедниците, големите, малите, средните. Сите расправи се најчесто за пари, за минување, доктрини, мали, деноминацијски цркви финансирани од страна 40 на 50 во Македонија, да се регистрираат разни вакви, онакви, зелени, црни, жолти и бели, и поучуваше секој ден во храмот, а Исус вели, јас сум главата, вие сте органите. Тој е глава на црквата. Првосвештениците и книжниците и старешините народни настојуваат да го погубат. Пазете, првосвештениците, книжниците, тие што го знаат Словото, и старешините народни кои го знаат Писмото, настојуваат да го погубат Исуса. На едно место вели на Мојсеевиот трон, таму некаде во Матеј, интересен стих кој одредува цела една одредница. На Мојсеевиот стол, Матеј 23:2, седнаа книжниците и фарисеите. И потоа цел ден список, но тоа утре ќе го направиме со Господ напред. Никого на земјата не викајте го свој татко, зашто еден е вашиот татко. Немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител Христос Исус. Наставници, немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник Христос. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Матеј 23. Слава ти, Господи Исусе Христе. Првосвештениците народни сакаа да го погубат. Тие му ги дадоа парите на Исуса, на Јуда. Ним им ги врати. Тие го распнаа Исус. Тие ги знаат словата. Носат долги облеки, се поздравуваат по пазариштата. Пишано е. По пазариштата. Кои пазаришта? Па домот што го направиле за молитва. Знаете, први се на гозбите. Тешко вам книжници и фарисеи, понатаму цел еден список. И поучуваше секој ден во храмот, а првосвештениците, книжниците и старешините сакаа да го погубат, но не пронајдоа како да му го направат тоа, зашто сиот народ го слушаше со големо внимание.
I pazite go stihot, Isus plaća za Jerusalim, no ti si to Jerusalim, brate i prijatelje. Sekoj od nas, koga bi možel vo ovoj tvoj den i ovaj den koga go slušaš ova, da doznaješ što je potrebno za tvojot mir, brate i prijatelje. No to je сега sokrijeno od tvojite oči može bi, zašto ke dojdat denovi za tebe i neprijatelite tvoji ke te obkružat, so rovovi ke te opkolat, ke te priteснат od site strani i ke te razorat tebe i tvojata duša i dецата твои во тебе. Лука 20:43 надолу. И нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го познал времето кога беше посетен. Секој од нас добива указ за Бог, за Исус, некој во срцето, некој преку луѓе. Луѓето не прифаќаат, кога се здрави. Најчесто, кога ќе паднат болен, има уште малку време, освен ако не е тоа за Божја слава, да се покајат. Без разлика дали ќе се промени состојбата или нема да се промени. Зашто четворно закеј треба да отплати, можеби некој закеј од таа страна, од некоја црква ќе треба да враќа имот што го спечалил, велејќи дека работи за Исус. Некој закеј таму од другата страна треба да го раздели четворно да отплати, четворно. И да го познае времето, на време кога беше посетен, за да не биде разорен, разрушен, опколен, децата негови убиени. И да го доживее слабоста, страдањето, дека немаш ништо свое и дека горе кога ќе појдеш кај Исуса, нема да те прашаат дали имаш деца, дали имаш викендици, коли, куки, дали си професор, дали си политичар, колку пари имаш. Пред Исуса кога ќе застанеш ќе те прашаат дали имаш љубов во срцето, дали синко ти имаше љубов во срцето. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Браќа и сестри, чеда возљубени, светот се распаѓа, Армагедон се случува, посебно во македонската земја, се разградува се што е вредно, се што е невредно и сатанско и се прикажува за вредно. Имате еден избор, да го повикате Исус. Исусе, дојди во моето срце и помогни ни, и да почнете да го чекорите тесниот пат на љубовта, Исусовиот пат, патот на простувањето, патот на неосудувањето. И да бидете македонецот кој го повикува Исус, дојди во Македонија и помогни ни, дојди во моето срце и помогни ни. Да го познаете денот на вашата посета, за да не бидете да го поминувате широкиот пат што води кон пропаст и да се учите ни страдања. Наместо тоа можете да чекорите по Исус и по краткото страдање да се собереме сите во Божјото Царство на небесата. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Како се застанува пред Исус? Господи Исусе Христе, грешен сум пред Тебе и пред небото. Коленичам пред Тебе. Прости ми за секој грев, ги набројуваш сите гревови. Се покајувам за гревовите на моите предци од срце. Нема повеќе да грешам. Дај ми сила да останам во Твојата љубов. Им простувам на сите. Ги броиш сите. Ги се молам за моите непријатели. Никого не осудувам. Дојди во моето срце, Исусе, и помогни ми. Амин. Така ќе го познаеш денот на Твојата посета, која може би и овој стихови и овие емисии во кои зборува Духот на мојот Отец низ мене. Нека го допре Твоето срце по Божјата волја и по верата Твоја. Амин. Нека ти биде според верата. Амин. Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnjiот ke umrete kako luge, ke paѓate како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се
Mili oče, grešev pred tebe i pred nebom to. Sudite nepravedno, pogrevo pristrasno, jer pazite na sile.